Благодарам. Почитувана колешке Лидија. Благодарам. Почитувана колешке Лидија, слушајќи ги вашите излагања, не само вашите, туку и на сите ваши колеги од власта, јас навистина не можам да се начудам дали вие сте воопшто свесни дека граѓаните со неизвестност го чекаат секој нов ден и додека со неизвестност го чекаат секој нов ден, се отвара прашањето каде е крајот. Како на граѓаните кои што трпат, така и на властодржците кои што ги донесоа во безизлезни ситуации. Не планирав да излегувам на реплика, меѓутоа ме поттикнавте со делот од вашиот говор во кој што велите дека интензивно работите во областа на образованието. Јас ќе ви истакнам неколку факти кои ги нотира најновиот извештај на Европската комисија, кој што констатира дека немаме никаков прогрес во подобрување на образовниот квалитет и на образовниот систем во земјата. Недоволно јавни инвестиции за образование и обуки. 3,7% од бруто домашниот производ, споредено со просекот од 5% во ОЕЦД земјите. Тоа значи 150 милиони евра помалку инвестиции секоја година. Незначителни издвојувања на буџетски средства за истражувања и иновации. Само 0,4% од бруто домашниот производ, споредено со просекот од 2,2% во Европската Унија. Тоа значи 200 милиони евра помалку за инвестиции во иновации, истражување и развој секоја година. Образовниот систем факт е дека е под политичко влијание и корупција. 80% од навработените се долгорочно невработени поради несовпаѓање на вештините со потребите на пазарот на труд. На овој начин, почитувана колешке, не градиме ниту конкурентна економија, ниту конкурентно образование. Мерките кои што ги нудите никако не смеат да ја цидат македонската економија, туку да помогнат да се заштити здравјето на граѓаните. Со вашата власт ниту здравјето ќе се заштити, ниту пак ќе можеме да зборуваме за економија во догледно време. Ви благодарам.